На Македонија следи период без дождови што ќе придонесе до зголемен ризик од суша. Со летното сонце пристигнаа и високите температури, а со тоа се намалува и појавата на поројни дождови. Од УХМР најавуваат уште едно во низата од надпросечно топли лета, но и посушни од многогодишните просечни вредности. Ова се очекува особено во месецот август. Според анализите, во текот на летото 26-та се очекува температурите да достигнат надпросечни вредности на глобално ниво и не само во југоисточниот дел на Европа. Надминувањето на температурите може да достигне до 3 степени речиси на целата територија на Македонија. Најголемото позитивно отстапување на температурата на воздухот од повеќе годишниот просек за оваа сезона се очекува да биде во месец јули. Според последните анализи, во наредните месеци Македонија ќе биде погодена од влијанието на климатскиот феномен Ел Нињо. Земајќи ги во предвид досегашните анализи, климатските промени дополнително го засилуваат влијанието на условите на Ел Нињо, со што се зголемува веројатноста за појава на екстремни временски настани, како топлотни бранови, суши и пожари. Од друга страна пак, долготрајните периоди без врнежи создаваат услови за појава на екстремни поројни дождови и поплави, што секако ја нагласува комплексноста и непредвидливоста на климатските ризици. Токму овие информации ги потврдуваат и истражувањата на Центарот за климатски промени. Оттаму укажуваат дека земјите од Медитеранот, вклучително и Македонија, се повеќе изложени на подолги сушни периоди, намалени врнежи и континуиран пораст на температурите. Во Македонија најголем дел од североисточниот, Скопскиот, Вардарскиот, Пелагонискиот и југоисточниот регион се оценети како ранливи на суша, со особено чувствителни подрачја како Скопската и Штипската котлина и Овчеполието. Ова укажува дека се потребни локално прилагодени решенија и поголема отпорност на заедниците. За полесно да се препознаат ризиците и да се превземат поефикасни мерки за заштита од сушните периоди, од Центарот развиваат алатка за проценка на климатските промени. По повод 17 јуни, Светскиот ден за борба против опустошување и суша, невладините организации и надлежните се едногласни. Алармираат за итен институционален одговор и адаптација, а на граѓаните им препорачуваат да ги следат краткотрајните временски прогнози кои ги издаваат.